Денеска првото утренско кафе го пиеме со Стефанија Маневска, која веќе 5 години е дел од танец. Во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе за убавината и за што е најпредизвикувачко во танцот, но се разбира и нешто повеќе за уметноста со оглед на тоа дека освен што е играорка, исто така таа е и уметник. Да ја посакаме добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. На самиот почеток ќе прашам како се роди вашата љубов кон игрорството? Па би рекла, кога станува збор за народните игри, дека љубовта започна што со самото мое доаѓање на овој свет, затоа што како дете кое што е задоено со македонската игра, македонската песна, како дете кое што потекнува од музичка фамилија, каде што и двајцата родители му се играорци. Мајка ми која што долги години се занимавала аматерски и татко ми кој што е првенец професионалец на ансамбла танец. Би рекла дека некако беше природно и својствено да и јас чекорам заедно по нивниот пат и на еден начин тие беа главните виновници да денеска јас работам во ансамбла танец и да ми ја пренесат љубовта кон народните игри, но и многу често знаев како мала да не пропуштам ниеден од концертите на ансамбла танец. И некако седа во публика, ги гледав тие професионалци и си велев ќе дадам све од себе во животот, да еден ден застана на таа магична сцена и еве денес како живеам својот сон и работам во ансамбла танец. Се сеќаваш ли за прв пат кога застана на таа магична сцена? Поискрено се сеќавам, навистина беше една бура од емоции би рекла, застанат пред рефлекторите и само реков успеав. И навистина толку многу вложував низ годините да го остварам и реализирам својот животен сон. И како и се останато во животот што ќе замислам, работам напорно на сето тоа и навистина беше толку магично тоа застанување на сцена со своите идоли од танец. Што е најпредизвикувачко во самото игрорство? Физички верувам дека бара многу дисциплина и издржливост. Така, би рекла дека и како е предизвикувачка професија, и како е уникатна професија. Навидум изгледа сето тоа дека е навистина нели лесно, буквално лепдиме на сцената што велам јас дека играме, но бара голема физичка подготвеност, истрајност, бара многу часови работа во салата на себе, бара многу години за да еден ден стигнеш нели до тој професионален ансамбл. Но многу отсуство од домот би рекла. Многу често пати сме изложени да играме на концертите со повреди, но сето тоа се заборава во моментот кога ќе излезеш на таа сцена. Буквално никаква болка не чувствуваш и тоа е нешто што не можам да ви го опишам со зборови и ние играчите, мислам, не можеме да го опишеме со зборови, што е тоа што те тера да заборавиш на сите грижи и проблеми кога ќе излезеш на сцената и навистина вреди да се живее за ова. Какво е чувството да се носи традиционална носија? Леле, прекрасно. Од многу мала татко ми често пати знаеше да дома да ни облекува народни носи и не постои повозвишено чувство тоа, не постои поголема гордост од тоа да облечеш и носиш македонска традиционална носија. Кои се оние предиспозиции кои што треба да се поседуваат за да се биде добар играорец и што би им препорачала на младите кои што би сакале да се занимаваат со народни игри? Па најпрво од све желбата, нели за играњето, да си има огромна желба, да се биде многу посветен на тоа што го работат, никогаш да не се откажуваат, дури кога мислат дека тоа не е за нив, никогаш да не се откажат од својот сон и од она што како деца нели сите ние сме имале желба кога ќе пораснеме да бидеме, така да многу часови работа, многу гледање на снимки, како што велам јас растев постојано со моите идоли од танец, постојано ги прашував во однос на чекори како е да се биде дел од тој ансамбл. И сите оние кои што сакаат да се занимаваат со оваа професија, најпрво нели треба да започнат во културно-уметничките друштва, подоцна има училиште во музичкото училиште Илија Николовски Луј, насока за традиционална музика и игра, кај што и како може да се усовршат кога станува збор за народните игри и песни, така да оној кој што сака навистина може да успее.
Кои се вашите идни планови во играрството? Па искрено имам свој студио, ансамбл студио Фолклор, каде што моментално таму работам на нови проекти, создавам нови кореографии, нови дела, кои што ќе остават еден белег за нашата традиција и култура. Посветена сум на дечињата со кои што работам со 5 групи, како од најмала возраст, од оние најмалите, најслатките од 4-5 годинки, па работам и со највозрастни, ветеранска група. Имам од 30 години па до 65, така да навистина имам планови за сите групи и моментално со танец се подготвуваме за Великденскиот концерт. Освен тоа што сте играорка, исто така сте и уметник, кои стилови, кои техники ги преферирате? Па претежно сум човек кој што љубопитен на повеќе ваква полина. Сега моментално испробувам различни техники, стилови. Навистина сум љубопитна да го истражам тој свет на уметноста кој нема граници. И сега моментално најактуелно работам акрил на платно, но работам и 3D текстурирана уметност. И навистина се покажа како нешто кое што мене најмногу ми лежи лично. Се постигнува ли се и играрството и уметноста? Па кога се сака се постигнува, да. Преку недела претежно работам во ансамблот танец и во моето студио со децата и игрорците, а викендите некако си го наоѓам своето прибежиште во моето ателје каде што цртам и творам, и тој викенд некако ми е одмор од умот за се што ми било насобрано во текот на целата недела, и се наоѓа време секако. Дали може би имате инспирација за цртање во раните утрински часови? Па, да бидам искрена, да. Започнуваат најчесто започнувам со цртање наутро во 9 или 10 часот и знам да завршам вечерта дури во 12:01, што честопати дури се губам во тие часови додека творам и цртам. И навистина ние уметниците едноставно знаеме дека не можеш да оставиш четката и си викаш ајде уште ова малку и некогаш губим усет за време во просторијата каде што твориме и создаваме. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да го испиеме првото утринско кафе. Ви благодарам и на вас за поканата.